За грам марихуана норвежанка заврши 30 дена во шутка. За кафеанска тепачка одредена иста мерка. Ама за бандата на Беким Незири нема докази за да заврши во притвор. Ваквата скандалозна одлука на заменик председателот на судот Пајазит Пајазити ја шокираше правната фела која сведочи за небулозни притвори за дела за кои се предвидени помали казни, а во овој случај имаше само одземање на пасоши. Честопати без ослушување на осомничени во обвинителство, судијата на претходна постапка одредува притвор, но нема владење на правото ако за едни судот е мајка, за други маќа, коментира адвокатот Сашко Дуговски. Не може да се применуваат двоструки стандарди во постапувањето на судот. Судот мора да има исти стандарди при определувањето на мерка притвор. Или за сите да определува, или да не определува. Мерката притвор треба исклучително да се ретко да се определува и само кога е неопходна, а не да биде пракса. Ако за сите не се определува, за сите да не се определува, а не за едни да се определува, за други да не се определува, и тоа не е владење на право. Покрај скандалозната одлука на Пајазити за притворите, уште поскандалозно е соопштението на судот во кое е избришано дејствието за кое постои сомнение и докази дека бандата ја нарушила безбедноста на авиосообраќајот на денот на нападот, забележува Дуковски. Според него, кривичниот совет се дрзнал да оценува фактичка состојба и пишува дека нема докази за делото, а тоа е скандал над скандалите. Не мора да настане забранетата последица. Туку е доволно само да се создаде опасност. Што треба 5 авиони да паднат па да се исполнат условите од член 303 и да има 200 мртви. За дел од групата осомничени што е во бегство, не само што нема притвори, туку нема никакви мерки, ниту одземање на пасоши, освен централни потерници. Останатите четворица периодов нема да патуваат, а Беким Незири може и да продолжи да оди на работа во македонска навигација. Највисокото тело во правосудството за кое ниту министерот, ниту меѓународната заедница им признава легитимност, излезе со штуро соопштение во кое речиси не кажува ништо. Во врска со последните реакции на јавноста за случајот МНАФ, Судскиот совет ја известува јавноста дека судовите се независни во своето постапување и одлучување, а Судскиот совет во рамките на своите законски надлежности ја следи работата на судовите. Откако судот одби притвори за групата на Незири, јавноста реагираше, кривичниот суд си скоцка соопштение како што му одговара и си го оправда пуштањето дома на Беким Незири од Дуи на неговата банда, кои направија упад во контролната кула. Според судот, ОЈО не доставило докази, но оттаму одговорија дека обвинителот ги дал на тацна. Додека судот и обвинителството се кошкаат кој е во право, а кој не, останатите институции најавија целосна ревизија на менаџментот и синдикатот во македонска навигација.